Реконструкција на постоечкиот клинички, изградба на целосно нов здравствен комплекс на нова географска положба или локациски новиот клинички центар да се префрли кај градската болница 8 септември. Ова се трите опции кои што се во игра за новиот клинички центар во Скопје, најави министерот за здравство Азир Алиу. Конечното решение за да се финишира проектот ќе го имаат експертите од ресорното министерство и стручен кадар кои ќе направат детални анализи каде би се градел најголемиот комплекс во Македонија. Во моментот се размислува помеѓу постоечкиот клинички центар, значи инфраструктурно и други можности, една од нив е градење на потполно нов клинички центар во нова географска положба. И третиот момент е 8 септември, значи да се гради таму комплекс, каде што ќе се префрли целиот клинички центар како таков на 8 септември, но сепак ова е многу рана фаза. Изминатите 10 години постоја повеќе идеи за локации за нов клинички, во близина на Бардовци, на излезот од Скопје во Ѓорче Петров или на просторот на касарната Илинден. Но според новите три опции кои ги кажа Алиу, очигледно овие идеи излегуваат од игра. Министерот вели дека потребна е голема предпазливост кога ќе се креира новиот клинички, да не трпи медицинскиот факултет, односно студентите, но важен е и инфраструктурниот и финансискиот дел. Знаете дека клиничкиот центар е исто така блиску поврзан со факултетот, заради тој ресерч ориентиран момент, така да сме предпазливи кога ќе се креира новиот клинички центар да не трпи ни една од овие три гранки. Решенијата што ги гледаме 8 септември, на крајот еве работната група и експертите ќе ценат и пристапот и инфраструктурата, но исто така и финансискиот момент, дали 8 септември останува крајна дестинација за клинички центар. Ние сме отворени, ќе ги слушнаме експертите и нивното мислење. И премиерот Христијан Мицкоски неодамна кажа дека според неговите проценки 8 септември е идеална локација за клинички центар, затоа што околу него има 3 булевари, гасна и сообраќајна поврзаност, но сепак остави експертите да си го кажат своето мислење. За 8 години се сменија 7 министри за здравство, имаше 6 локации во игра и 6 фирми изведувачи, но наместо нов клинички центар, претходната влада на СДСМ и ДУИ ја остави Македонија со обврска да плаќа пенали за она што требаше само да го спроведе. Засега од сите најави ветувања, резултатот е еден. 8,5 милиони евра кои треба да и се платат на италијанската компанија, зашто екс-министерот за здравство Венко Филипче го раскина договорот подпишан од неговиот претходник Никола Тодоров. Од 2009 година до сега на сите министри за здравство приоритет им беше нов клинички комплекс, но никој до сега не удри темели.